Државата ќе и помогне на општина Дојран да го врати долгот кон Европската унија во висина од 150.000 евра кои ги бара, оти била прекршена постапката за реконструкција на пречистителната станица со европски пари како прекограничен проект. По предлог на Министерството за локална самоуправа, владата веќе донела заклучок да и се помогне на општината. Оти сама, како што кажа премиерот Зоран Заев, не е во можност да го исплати долгот оставен од претходното раководство. Со заклучок на влада, директно владата да интервенира и да го реши овој проблем, заради тоа што некаде 9 милиона денари или 150.000 евра, може и нешто повеќе, се огромни пари за Дојран. Проектот е реализиран колку што знам, но суштината е што не може Дојран да ги врати овие пари. Тука државата ќе интервенира, тоа е важно за да може Дојран понатаму да добива проекти, да не го наруши својот рейтинг пред Европската унија, заради тоа што веќе има аплицирано доста вакви проекти. Европската комисија е услови општина Дојран или да ги врати парите, или ќе биде исклучена од реализација на други проекти со европско знаме од програмите за прекогранична соработка. Инсистираше или општината или државата да ги врати парите, бидејќи пред 4 години, место поевтиниот, општинските власти го избрале поскапиот изведувач на работите за реконструкција на пречистителна станица. Општинските власти сега може да ги реализираат проектите со европско знаменце, 2 со соседна Грција и 1 со соседна Бугарија. Трите проекти се за заштита на Дојранското езеро, кои што вредат повеќе од 1 милион евра. Дојран со европски пари во наредниот период планира набавка на мерна станица и броче за чистење на езерото, но и за јакнување на капацитетите на комуналното предпријатие за поголема чистота, како на водите во езерото, така и на Дојран како туристичко место.